Нема радост кај земјоделците од Кочанско по жетвата на житните култури ова лето. Задоволителните приноси од единица површина нема да им ги обезбедат минималните очекувани приходи поради ниските откупни цени. Нивните пресметки покажуваат оти трошоците за произведеното од оваа реколта ќе останат непокриени, а за заработувачка не се ни надеваат. Многумина од нив пред почетокот на овогодишната жетва поверувале во најавите дека е можно да се постигнат најавените цени од по 13 денари за килограм жито. Но од очекувањата до реалната состојба на терен, разликата е од 4 до 5 денари на штета на производителите. Посејаните површини во низинскиот дел од општината веќе се ожнеани, а остануваат помали парцели во Рицко-планинскиот регион, каде временските услови во последните 10 дена го диктираат текот на жетвата. Не бива мокро, не дава времето, те комбај има туа, ама дожду те паго, времето не дозволува. И така. Па и цената вика 9 динара да бил. Ама урија па земјоделците викат 13 и што да дам како ќе ја. Ке го даваме на стоката. Што ќе правиме? Те сега да речеме житорис го откупуваше до скоро 9 динара со одбитци спај 8. Немам сметка и го чуваме стока нешто и така. Не помогнаа ниту преговорите меѓу представниците на откупувачите, преработувачите и ресорното министерство за постигнување по поволни откупни цени. Најавите дека ќе се плаќа по 13 денари за килограм се условува само ако се понуди квалитетно зрно, зашто земјоделците велат дека е релативна категорија. Поджитни култури во Кочанско минатата есен и пролетва беа засејани близу 6000 хектари, од кои половината под пченица, а 1/3 со јачмен. Просечниот принос изнесува близу 5000 килограми од хектар, што е нешто над количините што беа добиени минатата година.